Пред неколку дена заврши учебната година во средните училишта, на факултетите и висшите школи започна јунскиот испитен рок. Во недела по двомесечни подготовки ќе започне и годинашно акцијашко лето. Веројатно размислувате каде ќе го поминете летниот одмор. Може би на некоја сојузна младинска работна акција или пак во некој од објектите за младински туризм. Сепак во моментов за студентите најактуелна е јунската испитна сесија. Минатата година во службите за студентски прашања беа поднесени 90.000 пријави, а од нив 50.000 пријави беа искористени. Студентите на Скопскиот универзитет 28.000 испити положија со успех, а 22.000 не успеа да ги положат. Професоре Волинец, вие сте продекан за настава на архитектонскиот факултет. Речено според жаргонот на студентите, јунската испитна сесија е жетва. Што за тоа мислат професорите? Точна е оваа констатација ваша, бидејќи јунската сесија наверно ги привлекува најголем број студенти за полагање на испити. Ако бараме причини за тоа, може да ги најдеме во едноставен факт, во тоа што јунската испитна сесија представува на некаков начин континуитет од наставата која се изведува во текот на годината и онда сознанијата и сето она што се поврзува со наставата се уште е свежо кај студентите и нормално е да, користејќи ги тие моменти, студентите наравно и најмногу се јавуваат во оваа сесија. А каков е успехот во оваа сесија? Па може да се каже дека во оваа сесија, па спореди бројот на студентите кои се јавуваат, дека е и најплодна во она смисла дека се најмногу и полагат тие испити, односно би се рекло дека успехот во оваа сесија е и најдобар во однос на оние меѓусесии или апсолвенски така наречени, кога се јавува и помал број, а и успехот доста релативен. Извинете, вие сте студенти на архитектонскиот факултет или на градежен? Јас сум на архитектура. На архитектура. Колку испити пријавивте за оваа јунска сесија? Па имам пријавено 7 испити, ама колку ќе полагам од тие зависи. 3-4. А ти? Јас имам пријавено 5 испити и мислам да ги полагам си. Добро, обично студентите велат дека јунската сесија е најплодна. На што се должи таа? Па немаше, мислам, доволно време за спремање на испитиве, пошто со програми бевме доста задолжени, така да не можеме повеќе да пријавиме. А зошто толку многу се пријавувате во јунската сесија? Па мора да се пријавиш во јунска сесија што више да положиш за да можеш одмор да користиш покасно. А каде по јунската сесија? Па најверојатно на одмор во претор. Јас се знае у претор феријалната. Благодарам. Вие на кој факултет сте студенти? На архитектура јас. Јас сум на градеж. Колку испити пријавивте за јунската сесија? Јас во јунската сесија пријавив 6 испити. А на колку ќе се јавиш? Па ќе се обидам на што можам повеќе. А ти? Јас се уште немам пријавен, но 3-4 сигурно ќе пријавам. Добро, што очекуваш од оваа јунска сесија? Па, оние што ќе ги пријавам да ги положам сигурно. А каде по јунската сесија? Јас по јунската сесија планирам да одам малку во претор во студентското одморалиште. А ти? Па и јас сигурно ќе наминам некој ден у претор, пошто таму ми се сите другари од феријалното, а инаку на море некаде. Речено со жаргонот на студентите, јунскиот испитен рок представува жетва. Се разбира затоа што се полагаат најмногу испити токму во оваа сесија. Сесијата ќе заврши по 15 дена, а студентите ќе заминат или на одмор или на некој од 38 сојузни младински работни акции. Јове, ти си председател на Комисијата за доброволно младинско ангажирање. Па затоа би те замолил да ни кажеш ти годинава на кои се сојузни младински работни акции ќе може да земат учество младите од нашава република? Младите од нашава република оваа година ќе земат учество на младинските работни акции широм Југославија. Поточно вака би ги набрал некои од постарите и подобри акции, тоа е Сава во Хрватска, Ѓердаб,
автопатот Братство и единство во Босна и Херцеговина, Романија и ред други акции. А колку млади ќе земат учество на нив? Оваа година од Македонија ќе учествуваат околу 5000 младинки и младинци на сојузните младински работни акции. Веќе е најавено дека во нашава република годинава ќе работат двете сојузни младински работни акции, Стрежево и автопатот Братство и единство. Колку смени ќе има на нив? Па, тоа е точно дека оваа година стартуваме со две младински работни акции, тоа е автопатот Братство и единство 81 и младинската работна акција Стрежево 81. На Стрежево ќе имаме 4 смени по 7 бригади, а на Катланово ќе имаме 3 смени со по 3 бригади. Имено ќе се работи на следниви работи. Стрежево ќе работи на завршување на хидросистемот, а на Катланово ќе работиме на автопатот, дел на пошумување и земјени работи на рафинеријата. Минатата година веќе започна на иницијатива на другарот Тито за колективно работење и на работните акции. До каде е доведено тоа спроведување на колективното работење на акциите? Па иницијативата од другарот Тито за колективната работа и одговорност било во општествените организации, општествено-политичките организации, така ја променивме и на работните акции и во Македонија, така и на ниво на Сојузната конференција на Сојузот на социјалистичка младина на Југославија. Тоа е применето така што прошлата година имавме проба само на она колективна работа и одговорност на акциите, а оваа година одиме со комплет на колективна работа и одговорност. Имено не постојат више оние команданти и оние заменици и онаа служба бивша општо. Комплетни штабови како што беше порано. Да, комплетните штабови не стојат. Сега имаме секретаријати, начело со секретар на младинската работна акција, а останаите се во служба на акција и техничка служба. Nakupi se novi! 4-5! Vagone! 6-7! Još jedan! 90! 150! 150! 210! Ko to radi? Brigadi! Koji krudi? Komandiri! Hoćemo li? Hoćemo! Za koga? Za narod! Za koga? Za partiju! Za koga? Za Tita! Čiji smo mi? Titovi! Čiji je Tito? Naš! Čiji je Tito? Naš! Čiji je Tito? Naš! Naš! Tito! O ljubavi i nadi, o čovjeku i boli, o radosti i želji. Ja volim bijelo ime na tvojoj mudre kosi i kada me liječi, vremena tvrdiš ropot, pa sam drugi, pa sam bolji, pa sam drugi, pa sam bolji, a znam. Ти си председател на Општинската конференција на Сојузот на социјалистичката младина при општината Чајрево Скопје. И ти си една од најнепосредно вклучените во подготовките на бригадите од оваа општина за сојузните младински работни акции. Па на почетокот да те запрашам за подготовките на оваа бригада овде во Љубанци. Колку младинци има во неја и каде се подготвуваше бригадата, кога ќе замине на акција? Годинава од општината Чаир ќе замина 3 младински работни бригади, а оваа денес бригада што ја сретнавте овде, тоа е нашата прва бригада која што ќе замине на Сојузната младинска работна акција Козијанска 81. Бригадата брои 50 бригадири, повеќето од нив биле повеќе пати на акции, ова им е втор, трет пат и повеќе, а некои се за прв пат кои што заминуваат на една Сојузна младинска работна акција. Освен оваа бригада, дали испраќате некои други? Се разбира, тоа е уште 2 бригади, кои што втората смена ни е Парачин 81, а третата смена е Зворник 81. Во просторијата на Општинската конференција на Чаир, се разбира, кај вас кога бевме, видовме повеќе признанија. Каде се освоени тие? Па тоа се на акциите ширум земјата на кои што учествувавме веќе повеќе години поред. Меѓу другите имаме едно значајно признание, тоа е Ветко Влаховиќ, освоено на Маријово. Možda je neko svejedno, možda i ne mari, a ja te zato volim. Puno te volim stari, puno te volim stari, srce nje. Ѓорѓе, ти си трасер на оваа бригада. Колку пати до сега си бил на работна акција? Па до сега сум бил 7 пати на сојузни акции. А дали си бил до сега ударник? До сега сум бил 7 пати ударник, мислам на сите сојузни работни акции. Добро, зашто толку често идеш на работна акција? Па ме привлекува братството и единството и она другарство што го стекнуваме на сојузна акција. Оваа година си прв пат трасер. Да, мислам со љубов сакав да бидам трасер и ми се исполни таа желба да ипак водам бригада. И
Што очекуваш како трасер од составот на оваа бригада? Очекувам добри резултати, ипак не само за нас млади, али ипак и за Општинската конференција Чај. Ви имавте и подготовки, не? Не имавме околу 10 подготовки тука кај нас во нашето село, да ипак сите 10 подготовки беа сите успешни. Значи бригадата е спремна. Бригадата е потпуно спремна. Како се викаш? Миша Шари. Колку пати до сега си бил на работна акција? А колку години имаш? 13. 13 години. А сам кидеш на работна акција? Со сестра ми. А каде е сестра ти? Ова е сестра ти. Како се викаш? Даница Миш. А колку години имаш? 10. Прв пат кидеш на работна акција? Да. А зашто идеш на работна акција? За да се запознам со многу другарки и пријатели. А што ќе правиш ти на оваа работна акција? На оваа работна акција ја ќе носам вода. Možda je nekom svejedno, možda i ne mari, a ja te zato volim, puno te volim stari. Možda je nekom svejedno, možda i ne mari, a ja te zato... На акцијиве годинава ќе земат учество околу 50.000 младенци, што значи дека и годинава не ќе можат сите заинтересирани да минат 30 дена со бригадирите од другите републики и од другите покрајини. Но затоа тие пак имаат можност да се одмораат во објектите на општествените организации што опфаќаат младина или пак преку аранжманите на туристичките агенции за младински туризам. На туристичката агенција Интеримпекс постојано организира сместување и одмор за младите од Македонија, се разбира, во Македонија и надвор на Јадранскиот брег. Па затоа би ве замолил да ни кажете каде се годинава ќе може да се одмораат младите од Македонија, од Скопје. Годинава младите преку туристичката агенција Интеримпекс Скопје може да патуваат. Да нагласиме во Македонија нашето одмаралиште, тоа е универзитетското одмаралиште, каде цената на пансионот изнесува 270 динари. Низ Југославија имаме организирано летување во Будва, Херцег Нови, Каштел, Котор, Макарска, исто така по доста поволни цени. Некаде цената за 11 комплетни пансиони изнесува од 4200 до 8700 динари. Што предвидува Младинската туристичка агенција Караван оваа година за летните одмори? Како и секоја година, така и оваа година Караван за младите од нашиот град, односно од нашата република, организира летување во своите меѓународни младински центри во Бечечи, Дубровник и во Ровињ. И тоа во текот на летните месеци во јули и во август. Какви се цените таму? Па цените се движат од 270.000 стари до 508.000 за 8 дена. А дали има и во нашава република такви центри? За прв пат Караван организира летување во Охрид, во младинскиот рекреативен центар Охрид. И тоа по цена од 250 до 270.000 за 10 дена летување. Минатата година младите можеа да добијат карти со кои има повластици во патувањето и во сместувањето. Дали оваа година може да ги добијат тие карти? Секако ги продаваме ние и оваа година и со нив имаат попуст како за патување, така и за сместување во Европа. Дали се овие објекти што ги набројавте и предвидувате летување на друго место? Оваа година организираме летување, а истовремено изучување на јазик во Брајтон, во Англија. И тоа за 2 недели, 3 недели, 4 недели, 5 и така натаму. А колкава е цената? Па цената се движи од 940.000 до 3 милиона. Условите и можностите за одмор и патување што им ги нудат на младинците туристичките агенции од републикава не се најпогодни како по квалитетот на услугите ако судиме според минатогодишната организација, така и според цените кои не се прифатливи за младите. Впрочем, колку младинци можат да обезбедат 10.000 динари за 15-дневен одмор? Но затоа тука се општествените организации и тоа Феријалниот сојуз и Сојузот на изведниците на Македонија кои имаат своји објекти за летен туризам.
Благо, јас би те замолил да ми кажеш кои се објекти ги има Феријалниот сојуз во Македонија и како се може да се престојува во во летните месеци. Феријалниот сојуз на Македонија ги има во Македонија 3 феријални објекти, тоа два се на Преспанското езеро, тоа е Преспа, тоа е битолско феријално одморалиште и студент Претор, собственост на Универзитетот во Скопје. Исто така, третото одморалиште е феријалното одморалиште Младост во Охрид и во овие наши објекти се сосем отворени за младите од универзитетот, како и за работничката младина. А што се случува со објектот Доброто крај Котор? Тоа е исто собственост на Феријалниот сојуз на Македонија. Да, тоа е собственост на Феријалниот сојуз на Македонија, но за жал после земјотресот во Црна Гора тоа одморалиште беше разрушено и покрената иницијатива за негово реновирање, но се уште не е преземено скоро ништо. А колку се движат цените на еднодневниот пансион во овие феријални објекти? Во феријалните објекти се движат цените негде од 16 до 20.000 така пансион. Тоа е во Младост Охрид 16.000, исто така во студентското феријално летувалиште Студент Претор е 16.000 пансион. Кире, ти си председател на председателството на Републичката конференција, досега на градската беше, на Феријалниот сојуз на Македонија. Разговаравме со еден од феријалците за тоа каде секој може да се престојува во летниот период во објектите на Феријалниот сојуз во Македонија, да чуеме од тебе каде секој може од феријалците да престојуваат во кои феријални објекти во Југославија, на Јадранското море пред се. Па видете, младите од Македонија, од градот Скопје може да престојуваат во сите феријални објекти што се наоѓаат долж Јадранскиот брег, почнувајќи доле од Улцин, па завршувајќи доле горе до Истра, до Пула и сите феријални објекти што постојат. Феријалниот сојуз на Југославија располага, мислам, на море со околу 20 капацитети и тоа се капацитети феријални објекти на републичките конференции на Феријалниот сојуз од Југославија. Покрај тоа има и објекти на поедини општински конференции. Мислам дека со тенденцијата да и во овие услови кога за младите се нуди еден пригоден одмор, летен одмор, така мислам со пригодни цени што многу ќе допринеси и за чисто џепарацот на младите и самите услови. Мислам околу цената на пансионските услуги во феријалните објекти на Приморјето се движи од 18.500 па до 37.000, тоа е феријалниот објект во Башка вода, кај што е категоризацијата од прва категорија, односно А категорија, каде и стварно се нуди добар смештај. Меѓутоа, постои една тенденција овие објекти да се професионализираат, односно да постојат луѓе кои работат постојано во тие објекти. Дали е тоа случај со објектите на Феријалниот сојуз овде кај нас на Преспанското и на Охридското езеро? Па видите, со објективе има тенденција за веќе професионализација, односно искуството до сега покажа дека многу малку од општеството се и грижи за самите објекти. За ние и уште на последното советување што го имавме во Сараево околу материјалната база на феријалните објекти, разговаравме околу таа сама ситуација и дојдовме до еден заклучок да истите објекти бидат стварно младински, во кои ќе бидат и управите на објектите, бидат волонтерски, аматерски младите, каде што дел од своето слободно време ќе поминат во тие. Една од активностите на Сојузот на извидниците на Македонија е организирање на летни логорувања. Томе, што предвидувате оваа година? Сојузот на извидниците на Македонија, како и секоја година, и оваа година предвидува логорување во своите стални центри за извидници. Тоа се двата центри што ги има Републичкиот сојуз, едниот е во Охрид, а другиот е во Претор. И таму имаме логорување во 3 смени, а почнуваат сите смени од 1 јули и таа 15 дена, значи 3 смени. Потоа Градскиот сојуз на извидници на Скопје има своји логори на Јадранскиот брег, и тоа во Улцин, во Чањ, во Буљарица, Бечичи и Морињ во Бога Которска и во Умак на Истрското приморје. А колка ви се цените за една смена? Цените за една смена зависат и од оддалеченоста и од условите кои што владеат на тоа подрачје, така да во Македонија, во Охрид и во Претор цените се 225.000 за 15 дена без превоз, додека на Јадранскиот брег имаме цени од 270.000 до 420.000.
некои од вас поради најразлични причини ќе останат во местата каде што живеат. Минатата година во Скопје, во Домот на младите и на рекреативното езеро Треска, беше одржана културно-забавната манифестација Скопско лето. И годинава ќе биде одржана слична манифестација, а од градската конференција можеме да очекуваме одржување на вторите поред денови на спортот и културата. Во текот на февруари месец годинава беше одржана манифестацијата Зима 81, а по примерот на неа ќе биде одржана манифестацијата Лето 81. Мирко, ти си директор на Домот на младите 25 мај. Минатата година за прв пат во нашата република беше одржана манифестацијата Лето 80-та и оваа година организирате слична акција. Што се предвидувате? Па како и минатата година, така и ова лето Домот на младите 25 мај ќе биде еден од главните организатори на Скопското културно лето. И оваа година Домот ќе развива активности на 3 пункта. Едниот пункт е во Домот на младите 25 мај, вториот е во општините и тоа по месните заедници и по здружен труд и на туристичките локалитети, и третиот пункт ќе биде како и минатата година по општините внатре во републиката. А каде ќе се одржи оваа манифестација? Па во Домот главниот акцент ќе биде на културно-забавниот дел и тоа преку музичкиот клуб на нашиот отворен простор, а на локалитетите во Скопје ќе биде на езерото Треска, во летното кино, во паркот, на мостот Гоце Делчев, на кеот на Вардар, така наречениот Мопазар и уште некои други места каде што се собират младите од Скопје и туристите кои доаѓаат. А како ќе бидат вклучени 6 редакции на Домот 25 мај во оваа манифестација? Па редакцијата за марксизам ќе биде вклучена преку нашите трибини, ликовната редакција преку 8 подвижни изложби, литературниот клуб преку поетски трибини или литературни читања и представувања, а редакцијата за музички активности ќе биде вклучена преку рок концерти, преку концерти на забавни пејачи, джез музика, предавања и така натаму. И до кога ќе трае оваа манифестација? Па манифестацијата ќе трае до 15 август, а потоа следи млад отворен театар кој оваа година се одржува по 6-ти пат и ќе трае до 15 септември. Славете секретар на председателството на градската конференција на Сојузот на социјалистичката младина на Скопје, а вие во текот на зимските месеци организиравте првата акција Денови на спортот и културата Зима 81, а сега се при крај подготовките на сличната манифестација која ќе го носи работниот наслов Лето 81. Која е целта на оваа акција и што се ќе видат младите, односно ќе имаат можност да посетат во текот на летните месеци? Па, поаѓајќи од искуствата што ги стекнеме во зимската акција Младински дени на спорт и култура, ги направивме и напорите да и во летниот период го збогатиме слободното време на младите со некои нови форми, некои нови активности. Така да, например, основна цел на оваа наша акција е некако поорганизирано да го исполниме слободното време на нашите млади во градот. Од што ќе се состои таа акција? Дали ќе бидат тоа некои масовни програми, забави, игранки, потоа отварање на спортските сали во градот или нешто слично на тоа? Па види, сепак и во оваа акција, за да ги нашите млади да добијат една навика, една културна навика, идеме на помасовни организирања, на игранки, на рок состави, потоа масовни спортски надпревари, потоа идеме на некои масовни акции како што е научи да пливаш, која продолжува и во овој период. И уште да знаеме тоа, од кога до кога ќе трае оваа акција, кога започнува? Па акцијата званично започнува на 15 јуни и ќе трае 3 месеци таму до 15 септември.